Власта по изборите ќе разгледува предлог резолуцијата со така наречените црвени линии што ја представи лидерот на СДСМ Венко Филипче, но премиерот Христијан Мицкоски категорично отфрли било какви можности за уставни измени без претходно да се добијат гаранции дека нема да има нови барања или блокади од Бугарија. Тој денес оцени дека во предлог документот на Филипче има фалсификати, а опозицијската партија ја обвини дека ги урива позициите на земјава на меѓународен и домашен план. Владата, како што кажа тој, не ги игнорира преземените обврски, но очекува притисок од Европската унија и кон Бугарија за и нашиот источен сосед да ги исполни своите обврски, особено во делот за пресудите од Европскиот суд за човекови права за Омо Илинден Пирин. Ние не ги игнорираме обврските што таа влада ги прифатила. За жал. Но исто така, не гледаме дека нашиот источен сосед прави нешто во насока на испорака на нивните обврски. И очекуваме исто така поробусна акција од страна на Европската комисија, Европската унија и кај нашиот источен сосед. Ние имаме јасна позиција, гаранции, кои што ги спомена председателот на Европскиот совет, бидејќи македонскиот народ и граѓаните во Македонија, без разлика на етничката припадност, многу дадоа во името на таа европски иднина. Без такви гаранции, на памет не ми паѓа да размислувам за било какви уставни измени. Од СДСМ и денеска велат дека предлог резолуцијата е за обединување, а не за политички препукувања. Очекуваат сите партии сериозно да ја разгледаат и да се изјаснат, па потоа ќе излезат со коментар. Ова не е предлог резолуција за препукување помеѓу политичките партии, туку е предлог резолуција за обединување. Оставаме сите други политички партии да ја разгледаат предлог резолуцијата, да се изјаснат за истата и секако после тоа и ние ќе коментираме. Ова е предлог резолуција која што е направена со сериозен пристап, со експерти и многу прецизна. Во резолуцијата која лидерот на СДСМ Филипче ја презентираше вчера се предлага план за уставни измени до 10 февруари, со јасна определба дека тоа ќе биде последната пречка, без нови идентитетски барања. Како црвени линии се наведени безусловното почитување на јазичните, идентитетските, историските и културни особености на македонскиот народ, за кои, како што тој кажа, ќе се преземе обврска ниту една влада да не преговара со Европската унија. Доколку има ново бугарско вето, во документот се предлага државниот врв со заедничко писмо да ги информира европските челници дека идентитетските прашања се затворени и за нив не се преговара.